Одложувањето на дебатата на Комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент за извештајот за Македонија и реакциите од Бугарија ја покажаа вистината. Македонија е жртва на билатерални спорови и негирање на македонскиот идентитет и јазик, сметаат експертите. Според нив, без разлика каков ќе биде финалниот исход од целата оваа епизода, јасно е дека македонската дипломатија извојува една огромна победа во големата битка. Целата јавност сега може да гледа и суди. Единственото што е спорно е самото постоење на македонскиот идентитет и се оспорува постоењето на македонската нација од членка на Европската Унија и тоа во Европскиот парламент, каде што треба да биде центарот на европската демократија. На една нација во 2025 година и се спори правото на постоење. И тоа ни помалку ни повеќе туку од една земја членка на Европската Унија, ни помалку ни повеќе туку во Европскиот парламент, кој што треба да биде домот, центарот на европската демократија. Целата дипломатска мрежа била ангажирана во целиот овој потфат, односно се објасни кои се суштинските причини зошто Македонија има проблем со бугарскиот предлог и работите се извадени на чистина. Ставките во извештајот на известителот Томас Вајц, каде се потврдува посебноста на многовековниот македонски идентитет и јазик, ја разгневија Бугарија, која преку нејзините пратеници во Европскиот парламент сакаше да издействува со амандман презент или во превод сегашност, дека македонскиот идентитет се однесува само на сегашно време. Според поранешниот амбасадор Зоран Јолевски, долго време чекаме да станеме дел од Унијата, а она што и се случува на Македонија со оспорувањето на идентитетот нема никаква врска со европските вредности. Посебноста на македонскиот идентитет е реалност и не може никој да ја оспорува. Се разбира сигурно одложувањето, немам ја информација, меѓутоа како дипломат претпоставам дека тие сакаат во овој период да направат дополнителни консултации. Меѓутоа, она што е значено е да ние како држава и како регион продолжиме со реформите, биќе на крајот на кришата реформите што ги правиме пред се за нашите граѓани. Во една засилена дипломатска офанзива на Македонија и непопуштање пред барањата од нашиот источен сосед Бугарија како да се најде во небрано, преку различни канали се обидува да изврши притисок да ги спроведеме уставните измени, а од друга страна не го признава македонскиот идентитет и јазик. За власта единствено прифатливо е ако уставните измени бидат со одложено дејство, за да се заштитиме од дополнителни барања од источниот сосед.